Одлуката стручни комисии повторно да одлучуваат за кардиоваскуларните операции може да го врати македонското здравство 20 години наназад и директно да ги загрози животите на пациентите, реагираат од Сдруженијето за превенција на кардиоваскуларните заболувања Здрава иднина, од каде изразуваат длабока загриженост и прашуваат дали повторно се воведуваат административни бариери во моменти кога секунди одлучуваат за живот или смрт. Потсетуваат и дека укинувањето на ваквите комисии во минатото донело побрзи и поефикасни лекувања, со што биле спасени илјадници животи. Пред 15 на години имаше таква комисија и пациентите има проблеми со собирање на потписи и согласност. Таа комисија може да биде извор на нови субјективни одлуки, понекогаш кои се граничат со коруптивни и лични и финансиски интереси. До сега ние во изминати 15 години како квалитет во кардиоваскуларната сфера што добивме огромен број на операции кои што се вршат тука во држава, пациентите не морат да одат во странство и плюс тоа се скрати и листите на чекање. Имате два приватни оператора и еден државен оператор кои вршат кардиоваскуларни операции и самите пациенти според Европската поверба за правата на пациентите имаат право да избираат каде и кај кого ќе се оперира. Таква комисија која ќе каже кој кај кого ќе се оперира и дали треба да се оперира или не треба да се оперира, бидете сигурни дека ќе ги уназади и правата на пациентите, а и исто така и здравјето. Во меѓувреме, алармантниот извештај на странските експерти, кој открива дека дури 9 од 13 анализирани пациенти биле подложени на непотребни срцеви операции заради профит, се уште патува низ домашните институционални лавиринти. Иако содржи сериозни индиции, овој документ се уште не е доставен до јавното обвинителство. Освен до обвинителите, материјалите треба да пристигнат и до антикорупцијската комисија. Оттаму потврдуваат дека се уште го чекаат извештајот, пошто ќе направат анализа за да утврдат дали случајот е во нивна надлежност и дали ќе покренат официјална постапка. На барање на Министерството за здравство и Лекарската комора активираше своји комисии за вореден контролен надзор. Нивниот биланс досега вели дека 60 случаи се веќе проверени и за нив е подготвен извештај. 45 се во завршна фаза на анализа и 15 предмети допрва треба да поминат низ стручна контрола. Изготвените извештаи и наоди се доставени до Министерството за здравство за понатамошно постапување, доколку тоа оцени дека постојат елементи за понатамошна одговорност, може да иницира соодветни постапки пред надлежни органи, вклучително и евентуално поднесување кривична пријава или да побара одземање на лиценци за работа. Министерот за здравство минатата недела потврди дека дел од документацијата од комората е веќе пристигната кај него и најави дека одредени извештаи ќе одат на дополнителна и подлабока анализа.